50.000 гласови беа поништени. Некаде околу 100.000 гласови имаа добиено помали политички субјекти. И некаде уште 50.000 гласови имаа добиено независни листи. Ова е без СДСМ, без ДУИ, кој што се сепак у опозиција. Ти ако го собереш тој контингент, ти доаѓаш на бројка од 400.000 луѓе кои што на еден или друг начин изразиле револт од владењето на оваа власт. Значи не е битно кој каква е националност, каков етнички презнак има, туку битно е да е квалитетен човек кој што ќе работи за сите граѓани. И мислам дека докторот Александар Укичево беше препознаен од страна на голем дел и македонци и албанци. Тоа значи дека тој бил препознаен како добар кандидат од сите. Вештачки се крева темата од луѓе кои што не застанале Укичево кафе да се напијат, луѓе што не биле Укичево. Ја ги гледам што прават по социјалните мрежи, зборам членови симпатизери, активисти на ВМРО ДПМН. Значи не потенцираат дека завршил мандат на Фатмир Дехари кој што буквално го уништи Кичево. Да, развојот на Кичево е стагниран. Му вадеа на Фатмир Дехари секс скандали, а може да му извадат милион криминали. Фатмир Дехари кривична пријава, знаеш зашто доби? За овие адвокатски услуги. Па ако почнеме ВМРО-ските граначалници со тој критериум да ги тангираме колку плаќале од општината пари за адвокатски услуги, со тоа колку правници има вработено општината, сите у затвор треба да. Погрешно беше поставена тезата, го ослободивме Кичево после 10 години, 15. Ако е оваа држава, нели, на сите, требаше да пишете ослободивме од криминало.